сакам да трчам, да сум физички активна, било кој спорт, ама ова ми е предизвик. Покрај мене и 20 и не знам колку други бевме, меѓутоа јас им бев највозрасна и со најголем елан, да кажам, трчав тука баш овдека на овој терен, вежбавме, тренинзите ги правевме и потоа трчавме до крај до Русија. Не престанав да трчам и кога ми рекоа дека ќе се одржи тоа трчање, значи ја прв пат присуствувам на такво трчање, на таква активност. Пред се изненадив од премногу луѓе имаше. Значи од бебиња во колички до најстари, значи дури постари имаше од мене. Јас сум 63 години, имаше и повозрасни, да не речам стари, повозрасни од мене. И тоа ме натера пак да се пријавам, пак и дур можам секи се пријавувам. Не многу, меѓутоа по 2-3 километра, бидејќи имам уште, ако сум во пензија, ама имам уште обврски со внуците, ги земам од школо, ги носам на школо, ама сепак си одвојувам време, мада и со нив одам. Буквално станувам, седнувам на спална и прво почнувам дур да станам, нели она, со вратот, со рацете, така, со нозете, станувам, пиеме со мажот ми кафе, почнувам до ручекот, се спремам, а претходно го носам малиот во училиште. Потоа доаѓам, храна за ручек и после ручек ги чекам да дојдат од училиште, ги носам на паркче да си играт. Они си играт, јас трчам покрај нив, спортувам колку можам. Најмало, значи од најмали ножиња до најстар, значи секој треба да спортува. Секој. Ако сака подолго да живее и поздраво да живее, мора пред се храната да биде добра, например повеќе зеленчуци, овоше да јаде, растителна повеќе храна, а највеќе да спортува. Ако не друго, да пешачи. Значи, има луѓе со бастумче, тука кога вежбавме, имаше една бабичка со бастумче, може ли и јас? Значи, тоа е некој предизвик. Не знам, мене ми дава сила и препорака имам секој, од најмали нозе до најстари луѓе, да вежба, да спортува, да ода, да се што припаѓа во здрава физичка активност да ја искористи.